Здраво живо во уште едно издание на вашата, се надевам веќе омилена локална програма, која што се занимава со вашето непосредно соседство. Скопје ми е дома, нам ни е дома и се надевам дека вие во позициите, во вашите удобни домови, ќе имате расположение да останете со нас во следните 45 минути, а ако ни тргне муабетот, може би и да продолжиме малку, иако како што секогаш велам од режија ќе не караат. Јас обично не ги откривам општините кои што следуваат, ова е сепак релативно нова програма на вистинска телевизија, Скопје ми е дома, но денеска темата нели е поврзана со утрешниот меѓународен ден на жената. И ќе зборуваме за можеби единствениот по закон град во Македонија, кој што одамна, многу одамна има жена парк, но релативно од неодамна има жена градоначелник. Почнуваме. Скопје, главниот град на Македонија, административен центар на сите државни институции. Покрај административен, Скопје е и политички, стопански, културен, образовен и научен центар. Градот Скопје е и најголем во Македонија, со површина од околу 570 км квадратни и население од околу 510.000 според последниот попис проведен во 2021 година. Скопје е поделен од двете страни на течението на реката Вардар, чие име го носи и најтрофејниот фудбалски клуб во Македонија. Фудбалскиот клуб Вардар се надпреварува во првата македонска фудбалска лига, а негов матичен стадион е националната арена Тоше Проески. Првиот клуб кој го носил името Вардар, односно Вардар Топаана, бил формиран уште во 1911 година. Денешниот пак, оној кој го знаеме сите, е формиран во 1947 година од тогашните спортски фудбалски клубови и друштва Македонија и Победа, кои се соединиле во еден фудбалски клуб кој го добил името Вардар. Се враќаме во студиото, додека оди дронот. Ние се размолветивме со мојата денешна гостинка. Јас се надевам дека аудиото не пречи, додека го слушаме. Ете, се вративме во студиото. Музиката е пријатна, само малку потивка да беше. Тоа е нели авторската музика која исто така ја промовираме. Во овој случај се работи за нашиот уредник на музичка програма, композиторот, продуцент и автор Никол Чемицевски. Веќе дронот го најави она за што ќе разговараме. Јас кажав жена парк и жена градоначелник и имам чест и задоволство во студиото да ја најавам Данела Арсовска, градоначелничката на град Скопје, или како што реков јас во најавата, единствениот град во Македонија. Сега они од натрешноста ќе речете како само Скопје ли е град во Македонија, што се другите, меѓутоа тоа е законската форма нели која ги дефинира. Град Скопје, освен тоа што нели е дефиниран како град, е еден сложен конгломерат, составен од повеќе општини, населби и така натаму, така што верувам дека не само да не делуваме сега подценувачки или да паѓаме, што би се рекло народски, во несвест сега жена градоначелник, меѓутоа навистина е голем предизвик, претпоставувам, да се управува со една вака сложена територија или урбана целина како што е Скопје со сите културолошки, економски, инфраструктурни, па и административно-политички обележја, бидејќи нели се е стационирана овде. Добре дојде за Данела Арсовска. Јас го поставив и прашањето, па можеме да почнеме.
Добро вечер на вас. Прво би сакала да ви се заблагодарам за поканата. Исклучително чест ми е што сум вечерва тука со вас и со сите гледачи кои што ја гледаат вашата вистинска телевизија. И да, Скопје по својата форма е единствената единица на локална самоуправа која што има посебен закон кој што постои за неа, и таа е една специфика која што не одредува како метропола. Да, како територијална единица, знае локална самоуправа, сме малку поскомплексни од останатите градови кои што ги имаме во Македонија, затоа што уреденото со закон е дека градот опфаќа и 10 дополнителни општини под низината надлежност, ако можеме така да кажеме, и е голема чест, одговорност во исто време, меѓутоа исто така и мотивација да се биде градоначалник или градоначалничка на градот Скопје. Најчесто тоа го спомнуваат кога ќе се појави некој проблем, да не излезе сега дека спомнуваме по лошо, меѓутоа тоа дефинирањето се работи сепак за Македонија, која што после 30 и кусур години независност се уште ја сметаме за млада држава во транзиција, нели, на патот кон евроатлантските интеграции и така натаму. Меѓутоа тоа поклопувањето на тие ингеренции, дефинирањето за не представували дополнителен предизвик, обично кога ќе настане некој проблем и тогаш тука се излегуваат тие, па или кога се правдаме за нешто. Тоа што не е ова наша надлежност на општината или една Република Македонија или на нешто, и обично тоа кога се работи за локална самоуправа, секогаш барем кај нас, нели така ја тераме дебатата, по лошо што би се рекло, или бараме причини за жалби и поплаки, а не за фалење. Како се снаоѓате со тоа во смисла на преклопени надлежности? Значи, реков одговорност. Скопје е првиот впечаток кој некој странски турист кој ќе дојде во Македонија ќе го добие за целата држава. Веројатно тука се многу сложени одговорности покрај нели благосостојбата на граѓаните и на гласачите кои што вие дале довербата на последните локални избори. Добро, да, сложено е во начинот на кој што самиот град нормално е уреден со овој закон кој што го споменавте, меѓутоа не е ништо кој што е невообичаено или непознато во рамки на не само европските држави, туку и пошироко. Значи, тоа е обично начинот на кој што метрополите се организирани и како таков на голем број на места и функционира и не функционира. Законската поставеност е одлична, имплементацијата како и во други области не е малку. Не би рекла дека проблемите кои што ги имаме во Скопје или предизвиците кои што ги имаме се во делот на префрлање на надлежности. Надлежностите мислам дека доста јасно се знаат. Добре. Е сега нормално за просечниот граѓанин можеби некогаш и како човек кој што не би требало да ги знае или што чија надлежност, тоа би требало институциите сами да си ја превземаат одговорности и да си ги решаваат сите тие предизвици. Меѓутоа, најголемиот проблем со кој што нашите, не е само градот Скопје, не се само скопските општини, туку и сите општини во Македонија се соочуваат со ниското ниво на децентрализација што го имаме ние во Македонија, или вака народски кажано, затоа што сите средства буџетски се од државата, а не од локалната самоуправа, како што е тоа пример во останатите држави. Самите општини се многу лимитирани во тоа што можат да направат со средствата што ги имаат како буџети во рамките на своите надлежности. Па дури и во надлежностите има едно ама. И тоа како вака наједноставно да биде појаснето, нашата метропола, нашиот главен град, со својот буџет е некаде на равништето како што е во соседната Србија, градот Чачак. Што би значило дека доколку ние имаме оперативен буџет од 70 на милиони евра, соседните градови, метрополи, ама еве демографски да го земеме градот Љубљана кој што е во Словенија, а и овие останатите, Белград тој е нешто значително поголем од нас, сите во околината имаат над милијарда евра, што е отприлика 10 пати или повеќе од 10 пати поголем буџет од тоа што го има една метропола, и можете да замислите што све можат тие да испорачаат за своите граѓани, за своите сограѓани со тие средства. Кај нас, за жал, доколку градот Скопје едноставно се труди, се обидува со овој мал буџет да излезе на крај, замислете што останува за овие помали општини во Македонија. Значи, нивото на децентрализација е толку многу ниско, што тие навистина се обидуваат, и ја мислам дека со тоа што го имаат на располагање доста успешни работат. Така, нели како велат она за македонецот, како беше она шегата, колку заработува, колку троши, од каде му се тие другите што ги троши, и самиот не знае. Нели на волшебен начин се живее во оваа држава и самите на себе кога си правиме шеги. Јас се уплашив дека обично политичарите споменуваат и прават споредби
со Африка, добро чачак го потребивте во соседството, ми беше страв да не споменеме нели некој град од некоја апла Добро, сега во 21 век има афрички држави кои што подобро функционираат од тоа што како функционираме ние на Балканот, така да не мора да значи. Сепак важно е нивото на децентрализација, а тоа значи колку централната власт одвојува од средствата за да додели на локалната самоуправа, за да може таа да функционира, затоа што сепак општините се оние кои што се најблиски до граѓаните. На граѓаните сите општини во Македонија, без разлика, значи ние зборуваме сега за Скопскиот регион, меѓутоа сите општини во Македонија се најблиски со граѓаните. Секојдневието и сите работи кои што секојдневно ви се неопходни, ви се потреби во делот на инфраструктурата, водоводот, во делот на се она со кое што се судирате вака како предизвик, најблиски со општините и најблиски се и до граѓаните, меѓутоа и институционално со оние кои што имаат најмногу можеби ингеренции секојдневно да решаваат. Централната власт се бави со национална политика повеќе, меѓутоа сепак нивото на средствата кои што се дотираат од тој буџет на нашите општини е навистина многу малку. Навистина нисок. Впрочем, начнавме и нешто друго што го разговаравме и со ваши колеги, нели градоначалници на други општини во претходните изданија, тоа дека е потребна можеби поголема и појасна едукација, можеби тука и медиумите да помогнат или да помогнеме на луѓето за тоа како функционираат одредени институции. Ако ја концепиравме оваа програма идејно, нели локалната Скопје ми е дома, појдовме од идејата дека Брисел е далеку, меѓутоа дворот, паркингот, улицата и нивниот дом, нели споменавме комунални и други услуги, име дома и дека тоа може би е во најблискиот интерес на граѓаните. Предизвици на град Скопје. Помина, речи си, 2 години од мандатот, колку сте задоволни? Односно повеќе од 2 години. Задоволна сум, можам да кажам, со оглед на тоа дека сметам дека сум можеби првиот градоначалник кој што не работи во рамки на апсолутна моќ на централната и локалната власт заедно, што значи дека веројатно досега многу поедноставно било кога имате целосната поддршка од централната власт, каде што нели нормално имате поддршка од нив и во делот на проекти и во делот на буџетски средства. Задоволна сум од аспект на тоа дека многу голем процент од програмата која што беше ветена пред граѓаните е реализирана. Значи над 250 проекти од програмата за модерно Скопје се веќе реализирани, севкупно во овие 2 години над 450 проекти се реализирани, многу голема бројка на инфраструктурни проекти, значи отпочнавме со реконструкција, со изградба, реконструкција на улици, на булевари, меѓутоа изградба на булевари кои што биле ветувани повеќе од 50 години и нешто кое што би требало да му даде онаа целосна форма на градот Скопје, да го растерети со она што го поставивте и сега пред малку како прашање од оној сообраќаен метеж на кој што метрополите се навикнати. Да, обично луѓето од натрешноста кои ќе дојдат и викаат во Скопје само да се возиш и ќе се вратиш изморен дома. Па добро, тоа е најверојатно одликата на секој главен град во светот, на секоја метропола, дури Скопје е и бавен спрема некои други. Меѓутоа, кај нас знаете како, веќе 50 години некои работи инфраструктурно кои што требало да се реализираат, не се реализирани. Сега мислам дека е вистинскиот момент на кој што треба да се направи за граѓаните за да добие самиот град онаа форма која што е ветувана е вистинското време. И еве гледам сега. Сузето не слуша, Сузе, ние во меѓувреме и те пофаливме за Тери Рем, твоето претходно CD, кое што го од кое што нели композиции со твојот преубав глас, да не си даваме многу комплименти, одат на нашата програма и гледачите велат колку и да сме нерасположени кога ќе слушнеме на Сабајле Сузе и некако ни тргнува радосно денот. Сузе, спрема и нешто друго. Многу ми драго. Спремаш и нешто друго, не застануваш, неуморна си. Значи Тери Рем, друго, трето, петто. Па да, вистина, додека пандемијата имав време да размислувам и да планирам. Така да веднаш по тој период кога почнавме да работиме, веднаш почнав со работа и навистина напорно работам се до овој момент, и во моментот сега го преслушувам најновото CD, кој што само што пристигна, моето етно CD Судбо моја. Еве премиерна промоција, добро, Судбо моја. Да, а пред некое време нели Терирем, ова со сребрениот пет. Сузе,
Веројатно не ни е судено денеска со врските, затоа што повторно почнаа прекините, дали се работи за слаб интернет или за некакви пречки други. Ти благодарам за вклучувањето. Следната наша средба ја закажувам овде во студиото, кога нема да имаме вакви технолошки посредници меѓу нас и кога ќе можеме баш на тенане, што би се рекло, да си помуабетиме, а да сме здрави и живи, можеби и да си запееме. Здравје Боже! Секако. Ти посакувам многу успех, обавезно да не каниш на промоцијата на новото CD. Колку што ја знам, се работи за етно содржини. Не дека тоа сега е во тренд, туку дека тоа Сузана Спасовска барем го практикува целата своја кариера. Ретко кој го добива, нели, епитетот Сузе национале, како што едно време те нарекуваа, и така натаму, иако сега малку се помешаа лончињата на естрадата, меѓутоа веројатно тоа е некој светски тренд, па од кој што и Македонија не е. Да, тоа е една широка тема. Тоа е една многу широка, долга и широка тема и кога ќе дојдам во студио ќе можеме да поразговараме за секој. Во меѓувреме продолжи да бидеш посакуваната скопјанка, која што ја посакуваат во друштво, особено ако им запее, и довидување до следната средба. Ете така, се чувме со сузе, најави нови работи, значи Скопје е динамично, цело време некаде се брза и цело време некаде ете дури и луѓето од естрадата, нели, затоа што она CD што таа го покажа бара многу возење со автомобил, претпоставам натаму наваму до студио, договарање до текстови и така натаму. Ние со дронот веќе како што гледам се движиме и преку камениот мост. Еден дел ќе биде опфатен и улицата Македонија. Имаме содржини кои што одат на нашата програма. Јас овде ќе предложам да видиме дел од тие содржини. Камен мост, па се враќаме во студиото. Најмалата улица. Најмалата улица, а според нејзините спецификации, и најмала во светот се наоѓа во чаршијата на улица Белградска, а од двете нејзини страни се наоѓаат 18 куќи и 2 кафулиња. На улица Белградска има многу стар објект кој потекнува од византискиот период. Во него се наоѓа и најстариот дуќан што денес се сочуван во чаршијата. Вкупната површина на чаршијата е 11 хектари, 58 ари и 14,71 квадратни метри. Настанала во периодот од 15 до 20 век врз делови на постара урбана структура. Типолошки спаѓа во категоријата сложени чаршии од средновековен ориентален карактер, со голем број профани и сакрални монументални објекти, како безистенот, анови, џамии, сараи и амами. До 1934 година, двата дела на чаршијата биле покриени според османлиски трговски терк. Сите калдрмени улички низ чаршијата биле покриени со ламарина. Поради тоа старите скопјани чаршијата ја нарекувале капали чаршија, односно покриена. Во 1935-та, тогашниот градоначалник на Скопје, Јосиф Михајловиќ, решил да се отстранат сите ламарини и ја прекрстил од турска во стара скопска чаршија. Се влегувало 3 влеза, кај Даут Пашиниот амам, кај поранешното кино Напредок и кај стоковната куќа Илинден. Улица Македонија. Оваа улица е отворена по повод доаѓањето на султанот Мехмет Рашид V во Скопје во 1911 година. Бидејќи била нова, ја нарекле Јени Џаде.
А постои и една интересна коинциденција, бидејќи токму во 1911 година започнале да се појавуваат и првите автомобили во Скопје. Набргу потоа, таа именувана по претходникот на Мехмет Решат, односно во улица Султан Хамид. За време на Првата светска војна се вика цар Фердинанд. Од 1922 година кралј Петар, додека од 1942 година цар Борис. Најдолго го носи името Маршал Тито, што го добива по ослободувањето, а во Македонија е преименувана во 1993. На улицата се наоѓаат рестораните и хотелите Париз, Лондон, Москва, Бристол, Балкан и Русија. Била позната и кафеаната Тутанкамон веднаш до станицата. На улицата Македонија се наоѓа и славните кина Вардар, Капитол, Уранија, Подоцна култура, киното Балкан со летен ресторан и со летна кинобавча, како и киното Бамби. Својата главна патека Скопското корзо ја имаше токму на улицата, започнувајќи некаде од плоштадот и Ристикјевата палата, па се до железничката станица. Тука се изградени првите вистински скопски палати. Оние на Ристикјева палата, куќите Настеви, Икономови, Шекеринови, Караджа Крангови. Во нив се инсталирани првите санитарни јазли и купатила. Проработеле првите телефони, се појавиле првите фрижидери и ѕидани шпорети. Малку е познато дека ова улица му припаѓала на едно од првите мала кои се формирало на десната страна од реката Вардар, познато како Газиментеш мало. Својот најголем процут улицата Македонија го доживува во 20-тите години од минатиот век, кога околу неа се градат најубавите згради, но и во преминот помеѓу 20-тите и 30-тите години, кога градоначалникот на Скопје е архитектот и творецот на првиот вистински урбанистички план на градот, Јосиф Михајловиќ. Скопје ми е дома, се враќаме во студиото. Темата на вчерашната емисија е град Скопје, а поводот што во студиото ја имаме жената градоначалник, првата жена градоначалник на Скопје, Данела Арсовска, е утрешниот 8 март. Кажемо како повод да разговараме, иако повод да се разговара за Скопје во една програма која се вика Скопје ми е дома, веројатно има секој ден. И малку ќе бидат и 45 и 60, а бога ми неколку часовни изданија. Споменавте многу проекти, рековме нема да политизираме, обично градоначалниците кога доаѓаат од различни профили да гостуваат во оваа програма, набројуваат. Вие ги споменавте изобилство на проекти, јас би сакал да прашам што ви е, не знам, посебно при срце, онака од една емотивна гледна точка, или што сте си зацртале, или што можеби, не знам, сте им ветиле на блиските или така натаму. Да не го приватизирам разговорот, меѓутоа, на пример, ќе кажам дека кога почнавме со телевизијата и кога кажав дека ќе се обидеме да истраеме во идејата да не пуштаме телевизиски серии, особено не турски серии, керка ми, една од моите керки, ми рече, само ако пуштиш серија, нема да ти верувам повеќе никогаш на збор. Така да верувам дека таков фидбек добивате и на функцијата која што ја имате од семејството, од пријателите, од роднините, од соседите и од сите граѓани. Добро, прво проектите кои што се во програмата за модерно Скопје, сите имаат некоја своја специфика и можеби најважното за сите нив е што најголемиот дел, особено оние инфраструктурните, биле ветувани повеќе од 50 години. Значи биле зацртани во генералниот план, можам да набројам нешто што сега веќе отпочнуваме, а било долги години ветувано, како што е булеварот Македонија, булеварот Хрватска, со него започнавме со подземната инфраструктура пред еден месец. Исто така продолжувањето на булеварот Словенија и со ова последното веќе се оформува онаа внатрешна обиколница која што согласно оние параметри што
постојат, ќе го растерети се обраќаат во градот, прилика за околу 30% на оние, како што ги споменавте во почетокот, граѓани кои што доаѓаат, кои што влегуваат и кои што транзитираат можеби низ градот, а имаат потреба да посетат некои од населените места. И во секој еден случај, тоа што мене лично вака ми беше како најглавното и најважното од целата програма, тоа беше животната средина. Сметам дека многу работи направивме, особено во грижата за младите, во грижата за животната средина, тоа го напоменав со подпочнување на 5 мегапаркови, 3 се веќе завршени, 2 се веќе отпочнати. Отпочнавме за прв пат затворена големата градска депонија Вардаришта со незина санација и незина трансформација во еден исто така голем мегапарк. Ова е еден проект кој што е ветуван од некаде 1967-та, ако не се лажам. И еве конечно сега дојде редот некој тоа што го ветил и да го реализира. Почнавме со многу работи кои што на нашите сограѓани им се битни и се делот од Скопје, градот кој се грижи за своите сограѓани, а тоа е по 2 децении набавување на возила за нашите сограѓани кои што се со попречености, за да можат полесно да стигнат онаму каде што тргнали. Тоа е едно нешто кое што како град сметав дека е неопходно да мора да го направиме. Имаме навистина добри квалитетни програми со кои што работиме и придонесуваме во овој дел на социјалната грижа, затоа што сепак сме град кој што секогаш се истакнувал по својата хуманост и по својата солидарност. Ботаничката градина нова, таа е едно нешто кое што е така, мислам дека од најубавите качиња кои што во овој момент го имаме во градот и навистина ме радува кога граѓаните ќе кажат дека се воодушевени од тоа место кое што претходно било пусто и било мини депонија, а сега представува едно навистина убаво каче во центарот на градот, во зоолошката градина. И многу бројни се проектите, мислам секој од нив има своја душа, има нешто свое убаво. На секој човек му е, нели, секој од нив можеби најспецифичен, најпосакуван и најинтересен. Меѓутоа, секој од нив верувам дека е добар за сите наши сограѓани. Кажавте дека нели имате ограничени ресурси, меѓу другото, нели на почетокот така и го почнавме тоа, што е она што, ајде да речеме, не по секоја цена, да не звучи така фаталистички, меѓутоа што сте си го зацртале дека мора да се направи и мора да се изнајде начин. Можеби двете работи се едното е Луна паркот, често партерно уредување го отпочнавме минатиот месец и некаде сме до половина пат, ако можам така да кажам, пошто следи отпочнување со монтажа практично на оние реквизити кои што се очекуваат во меѓувреме да пристигнат. Тој проект минатата година во април месец се заврши со проектна документација и од тогаш ги отпочнавме постапките за да можеме да го реализираме и еве навистина се надевам дека јас имам 20 годишен син кој што никогаш не успеа да види што значи нашиот скопски Луна парк, нешто кое што сите ние сигурно имаме многу убави спомени од нашето детство и се надевам дека и овие нови генерации кои што доаѓаат ќе имаат на што да се радуваат во градот Скопје. Не сме свесни дека растеме генерации на кои што младоста и најубавите години и детството им поминува во така наречената нели транзиција. Емисија во живо на Вибер врска го имаме Киро Ристов, пријател на нашата телевизија, кој што гостувал нели во наши други програми. Може би го препознаваат нашите гледачи од неговиот работен ангажман во музеот на град Скопје. Поводот за кој што ние сме се дружеле преку телевизијата е неговото исклучително познавање за Таор, односно местото кое што се смета нели за родно место на Јустинијан I, а Јустинијана I и тоа како заедно со Скупи е поврзано за историјата на Скопје. Киро, добро вечер. Разговараме за младите. До неодамна, до пред 2-3 години бевте во музеот. Колку нашите млади ги интересира, знаат, постојат ли механизми за историјата и колку нашите млади си ја познаваат историјата на Скопје, соседната историја и дали ние како општество доволно се трудиме тоа да им го предочиме? Така е. Најпрво добро вечер и би ја поздравил градоначалничката на град Скопје, како се разбере и вас. Прашањето е мощно на место, мощно добро, мощно убаво поставено. Би рекол дека во последно време политиката зазема еден поголем процент на она што се вика преокупација
кај младите за разлика од спомениците на културата. За жал, многу наши споменици, почнувајќи од Скупи, еден од нашите најголеми археолошки локалитети, градиште кај селото Тавор, а би рекол и тврдината Марково Крупче, не рачунајќи го тук, не рачунајќи ја тука се разбира Скопската тврдина, која е репрезентативен. Дали се слушаме? Да, слушам, поведете. Да. Која е репрезентативен дел на нашето најголемо културно наследство, каде што се одвивале најголемите културни настани и растежот на Скопје. Се разбира, моето истражување на Тавор беше 20 години като фажин со и по тоа движен, како што се куќи, движен археолошки материјал од некоја бројка која се движи над 5000. Сега се разбира, тие дел од нив се имаат поголема музејска вредност, некој помала музејска вредност, но зборот ми беше дека работејќи на Тавор, дојдов до сознание дека можеби и се Србија, кај Леване. Сега потребно е значи препознавање и вреднување. Потребно е препознавање и вреднување. Да, многумина градоначалници кои што гостувале од други општини во оваа емисија на некој начин извакви разговори и кажа во ова студио дека додека не станале градоначалници, иако живееле во таа општина, не биле свесни за некои културно-историски знаменитости, бидејќи на некој начин биле запоставени во минатото. Поготово тука би ја истакнал старата Скопска чаршија, за која моје мислење дека тука се наоѓа под нејзе се наоѓа репрезентативниот град Јустинијан, например, кој го изградил Јустинијан, да ми се разбира. Така, веројатно овде ќе го скратиме разговорот, бидејќи повторно имаме проблеми со конекциите, меѓутоа ја свативме поентата. Сега Јустинијана прима под чаршијата, веројатно треба да ја препознае и валоризира државата, односно државните институции, меѓутоа и тева како надлежностите на град Скопје во смисла на туристичка промоција, измислување приказни, раскажување приказни. Што правиме со туризмот? Бидејќи печатокот е генерален дека некако како да е кај нас запоставен, иако во низ Европската Унија има и примери и препораки дека тоа е една од стопанските гранки која допрва ќе доминира можеби во обезбедувањето на економски развој, особено во руралните подрачја, некако кај нас како да е така, споредна приказна со која што се занимава исклучиво приватниот сектор. Добре, и за туризмот, како и за сите останати стопански гранки, доколку се сака да се направи сериозен развој, неопходно е да се има една квалитетна национална стратегија. Затоа што кај нас вообичаено сме навикнати на тоа, генерално зборувам не само за политиката на купи ден помени политика. Воздивнувам, да. Да, затоа што нели секогаш луѓето гледаат нешто кое што е краткорочно, дури јас не верувам дека имаме ниту на среден рок некакви сериозни стратегии. Националните стратегии кои што ги прават развиените држави, таму можеме да видиме што е она кое што е неопходно да се направи, да се превземе со конкретни акциски планови и каде што имате точно утврдени рокови во кои што треба нешто да реализирате за да имате соодветен фидбек за истото. Кај нас во Македонија имаме многу што да се види, има многу што да се понуди, меѓутоа јас она кое што сакам секогаш да го кажам е дека ние сме една од ретките држави каде што имаме навистина убави добри луѓе. Така. И можеби најголемата додадена вредност на сето она кое што го нуди овој простор мал наш во Македонија и во градот Скопје се токму луѓето. Гостопримството и храната, иако за храната не сме најсигурни, бидејќи се почести се примерите на увоз на дури пиперки, домати, за брашно, пченица, да не зборувам и така. Добро, меѓутоа луѓето се незаменливи. Така, значи така. имаме добри луѓе, паметни луѓе со добри идеи
и верувам дека токму тоа што кажавте, непосредниот контакт на луѓето, сите оние кои што дошле тука вообичаено се, нели, нормално знаменитости има секаде, меѓутоа луѓето најчесто се воодушевуваат од оној непосреден контакт со нашите граѓани кои што се секогаш и позитивни, има што да кажат и, нели, кажуваат дека обично Македонија земјата каде што убаво се пее, убаво се танцува и секогаш убаво се поминуваат сите оние кои што доаѓаат да не посетат. Ние споменавме Јустинијана Прима, ова е програма во живо, Скопје ми е дома, имаме содржина за Јустинијана Прима, па се враќаме во студиото. Јустинијана Прима. Нов град во овие краишта и наследник на скупи во правени црковен поглед. Градот го изградил Јустинијан први за да се одолжи народниот крај. Градот бил обкружен со тврдини. Во 518 година градот Скупи бил разрушен од земјотрес и набргу по овој настан во негова близина бил изграден нов град. И за таа намена од Скупи бил пренесен представителниот градежен материјал што е пронајдено и од досегашните ископувања на Скупи. Јустинијан први во 535 година ја формирал и автокефалната архиепископија Јустинијана Прима, со седиште во истоимениот град. Црковната традиција ова архиепископија ја поврзува со Охридската архиепископија, затоа охридските архиепископи од 12 до 14 век ја носеле титулата архиепископи на Јустинијана Прима. Таа традиција се изразувала и во стремежот и барањата на македонските преродбеници за автокефална црква во 19 век. Во својата долга историја, градот повеќе пати пропаѓал и одново се раѓал. На просторот меѓу селата Злокуќани и Бардовци постоел град Скупи, метропола на провинцијата Дарданија. Овој римски град во 518 година бил наполно разурнат од земјотрес. Тогаш во провинцијата Дарданија биле урнати 24 градски тврдини. Скопје потоа бил изграден на денешно место и новиот град не бил поштеден од сеизмички појави. Наредниот катастрофален земјотрес се случил во 1555 година. Земјотресот од 26 јули 1963 година бил составен од два удари. Првиот бил во 5 часот и траел 20 секунди. Вториот, кој бил и катастрофален, се случил неколку минути подоцна и бил со интензитет од 9 степени според Меркалиевата скала. Се враќаме во студиото, Скопје ми е дома, Благој Шаклевски, битолчанец во Скопје, инглишмен во Њу Јорк. Со мене во студиото Данела Арсовска, првата жена градоначалник на град Скопје. Разговараме за Скопје, за вредностите кои што ги има, за нели оној посериозниот дел на обврските кон граѓаните, меѓутоа не дека туризмот, рековме, не треба да се сваќа сериозно, бидејќи може да биде да даде висок инпут во развојот и во приходите, например изненадувачки, иако луѓето се замислуваат, не знам, дека овие мондеските одморалишти така натаму се со главни приходи, меѓутоа многу скопски метрополи како, не знам, Лондон, Токио, Осло и така натаму, далеку ги преминуваат во број на туристички посети, услуги и во приходи кои што се базираат, нели, на туризмот како дејност. Што во тој правец разговаравме додека одеа прилозите за добиената номинација, нели, позитивно одговорената, односно титулата Скопје Европска престолнина на културата за 2028. На почетокот сме на 2024, некој би рекол, тоа е далеку таму што има сега да разговарате, меѓутоа тука има многу работа, што значи тоа и како градот Скопје може да ги искористи сите придобивки кои што доаѓаат, нели, со таа, ајде да речеме, европска титула. Добро, ова е една сериозна титула која што успеавме да се избориме да ја добиеме, и тоа во Европската комисија од 9-члено жири, кое што едногласно, еден од ретките случаи каде што едногласно гласаше тоа градот Скопје да биде градот кој што ќе биде носител на оваа престижна титула во 2028 година. Два града ја носат титулата, еден од Европската унија, еден во Европската унија, односно во
земјите кои што пристапуваат, односно се потенцијални земји членки. И има една своја навистина голема вредност од оно кое што успеавме да го видиме во останатите градови од регионот кои што се во оние, ако можам така да наречам, веќе отпочнале со пристапување, имаат склучено договори, ги отвараат поглавијата и ова е едниот дел во делот на културата кој што го успеле да го валоризираат од аспект на додадена вредност кога се работи за тоа да ја промовираш и својот град и својата држава, па дури и регионот во одредени земји. 2028 година можеби се чини дека е далеко, меѓутоа убавината на оваа титула е што таа титула практично треба секоја година да се работи на истата, а финалето само доаѓа во 2028 година. Што да се собираат плодовите веројатно од ние отпочнуваме веќе од јануари месец да работиме на истото. Сега веќе ќе има нови јавни повици каде што ќе имаат можност сите оние кои што се заинтересирани да допринесат и за својот град и за својата држава и да бидат вклучени во Скопје Европска престолнина на културата, да се пријават и да дадат и свој личен печат на она кое што ќе следи во наредните 4 години, а кое што буквално своето финале ќе го има во 2028 година, меѓутоа работата тука е континуирана. Повторно морам да напоменам дека нашиот фокус како град Скопје и на мене како градоначалник за прв пат, а тоа мислам дека и ги воодушеви оние представници на жирито во комисијата кои што ги оценуваа нашите апликации, така дојдовме до финалето, така и освоивме оваа престижна титула, е дека се фокусираме кон своето. Од една страна, може би видовте и за нова година имавме исклучително македонски изведувачи, имавме промоција на своето, на нашето и исто така на една компонента која што има одржливост, а тоа е секој еден проект да го споиме со животната средина и со тоа да имаме поубав, почист и град кој што навистина ќе ги прави секој еден наш граѓанин, меѓутоа и секој еден човек кој што ќе дојде да се чувствува дека дошол во една метропола. Прочитав некаде 365 настани, односно дека нема да има 365 дена во годината настани да Скопје Европска престолнина на културата, да. Веројатно тоа е амбициозна програма која што да не речам вчера требаше да почне да се прави и како што рековте веќе се прави од јануари. Кога сме веќе кај културата, имаме еден неминовно македонски и скопски секако културен бренд кој што на некој начин со години ја има привилегијата за среќа наша да остане како национална установа во која што работат професионалци кои што се платени соодветно за да ја чуваат и негуваат културата, традицијата и фолклорот. И во случајот се обидуваме да воспоставиме контакт со шефот на оркестарот на ансамблот за фолклор танец. Здраво живот за Дарко Илиевски. Добре дојде во Скопје ми е дома. Јас направив еден вовед за танец како еден неминовен бренд, зборуваме за Скопје Европска престолнина на културата. Веројатно танец во целата таа приказна треба да има прилично големо место со големо ма. Добро вечер, драго ми е што вака и преку Бибер се гледаме и што имаме неколку минути да позбориме и за танец и за целата таа приказна танец. Па добро, јас од позиција на шеф оркестар можам да кажам и секогаш велам дека сум привилегиран што работам во национална институција која што на прво место тангира, работи со македонска и само македонска музика. Така што во тие очекувања околу Европскиот град на културата верувам дека ќе имаме значајно место, бидејќи за сите оние гости кои што ќе бидат во тој период во Скопје, верувам дека ќе ги има од сите страни на светот, ќе има содржини концерти на танец, нашите гледачи можеа да видат и на нашата програма. Во оваа прилика јас би сакал да го прашам Дарко и за онај скопскиот момент, пошто бидејќи нели емисијата се вика Скопје ми е дома и оние кои што ги вклучуваме во програмата ја имаат улогата на скопјани. Врската кај мене на лаптоп режија е во ред, така што не знам зошто не го добиваме Дарко на екранот. Ајде ќе се обидеме повторно. Танец, рековме исклучиво промоција на нашето.
Веројатно, Танец е можеби и најрепрезентативниот пример за тоа како треба и како се чува и негува нашето, а и како што кажав дел од нашата програма. Национална установа, значи немате допирни точки, немате ингеренции, меѓутоа тоа не значи дека не можете да соработувате. Ајде малку за таа приказна околу овие брендови кои што како Танец се постојат на подрачјето на градот Скопје. Добро. И самите кажавте дека ние генерално како држава сме доста централизирани, а она кое што можете и самите да го видите дека најголем делот и од националните установи, меѓутоа и од сето она кое што е генерално случување културно се наоѓа во градот Скопје. И убаво би било да додадената вредност од тоа кое што ќе се случува во овие следни 4 години се прошили се прелее низ сите останати градови, не само во околината, туку и низ Македонија, а пред се во делот на негување на своето, како што кажавте, и да можеме да им овозможиме не само на нашите сограѓани да се запознаат со сето она кое што е македонско, а од друга страна исто така и со сите посетители кои што ќе дојдат од надвор, да ги успеат да ги видат и убавините и квалитетите на нашето. Оно што вообичаено го слушаме од нашите уметници и изведувачи дека многу повеќе се ценети и вреднувани надвор, кога ќе одат, а исто така и обратно кога некој ќе дојде од надвор тука дека е навистина поценет, што сметам дека не би требало да е случајот. Ние напоменав оваа година за нова година и имавме таа чест да имаме 14 дена програма со исклучително домашни уметници, втора година поред, нели нормално, откако сум јас градоначалник. И оно што ме воодушеви е колку квалитетни луѓе имаме во Македонија. Сите на площадот Македонија беа навистина воодушевени од она кое што има можност да го видат, особено во делот на изведбите кои што беа во живо за секој од овие наши изведувачи, и мислам дека тоа е едно изненадување за сите кои што ги следат овие наши звезди, ако можам така кажам. И кај Танец нема лага, нема измама, и се е во живо. Јас би сакал ова второ вклучување на Дарко да го искористиме, да не останам нели околу прашањето недоискажан. Како е да се живее во Скопје? Можеби некаква сугестија, предлог до градоначалничката? Добро, ние сме упорни, меѓутоа во овој случај веројатно ќе се откажеме, затоа што можеби требаше јас Дарко да си го вклучам тука кај мене на лаптоп, бидејќи убаво го гледам, што значи дека не е до конекцијата на интернет. Скопје ми е дома, програма во живо, вистинска телевизија, по вистинска не може ни да биде. Имаме уште некои содржини и се враќаме во завршниот дел од разговорот со градоначалничката Данила Арсовска. Дали знаете дека Скопје има чинар, стар 554 години? Чинарот е импресивен, со височина од 18 метри, диаметар 1,3 метри и обем 7,3 метри. Чинарот расте во Гази и Сабеговата џамија Скопје. Станува збор за Платанус ориенталис, односно платан, чинар или јавор, кој е заштитен од 1993 година. Музеј на старата скопска чаршија. Основан е со задача да ја прикаже историјата, културата, вредност и занаетите во чаршијата. Поставката на музеот се состои од археолошки, историски дел, уметничка галерија и етнолошки дел. Во археолошкиот дел се прикажани предмети добиени како резултат на археолошките истражувања спроведени на просторот на чаршијата и на тврдината Кале, кои се однесуваат на периодот од средниот век до отоманското време.
Во уметничката галерија се прикажани уметнички дела од познати македонски сликари, на кои се прикажани мотиви од чаршијата. Така изложени се слики од уметници од првата генерација на македонски сликари како што се Никола Мартиновски, Димитар Пандилов, Томо Владимирски и Вангел Коджоман. Музеот во манастирскиот комплекс на црквата Свети Спас, Стара Скопска чаршија. Во центарот на дворот на црквата се наоѓа гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев. За моштите на Гоце Делчев се знае дека од 1917 година од селото Баница се преместени во Софија, каде се чувале се до Втората светска војна кога се преместени во Македонија. Моштите пристигнале во Скопје на 10 октомври 1946 година и на празникот 11 октомври биле свечено положени во камениот ковчег. 1990 од Ленинград во Скопје се донесени моштите на Димитрije Чуповски и истите се положени во црквата Свети Спас. Скопје ми е дома, на вистинска телевизија. Се враќаме во студиото. Град Скопје е нашата вечерешна тема. Во очи 8 март, градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Разговаравме за промоцијата на културните вредности, за тоа колку граѓаните самите си го познаваат градот. Бидејќи ние разговараме, нели, ова е програма во живо, додека одат овие прилози, не дека не ги слушаме со внимание. Веројатно имате комуникација, протоколарни средби. Скопје има еден куп збратимени градови, имаме и таква содржина во некоја следна прилика и така натаму. Претпоставувам дека во рамките на вашето секојдневно работење имате можност да промовирате некои вредности на градот, за кои што можеби и не треба многу пари. Односно, дилемата е, како што рековме, дали ќе ги однесете, не знам, во кафеана, или ќе ги однесете во музеј, или ќе ги однесете на некој археолошки локалитет и така натаму. Добре, да, тоа е веќе втора година, тоа не е пракса. Сите гости кои што доаѓаат од надворот, имавме навистина еден голем настан кој што го организиравме во Скопје, самит на кој што беа присутни над 150 градоначалници, заменици градоначалници, претседатели, членови на совети од целиот свет, од сите континенти. И многу беа воодушевени, морам искрено да ви кажам, кога вечерта ја минавме на место, како што споменавте, затоа што ние сме можеби првата градска администрација која што нема средства за репрезентација, нема кафеани, туку едноставно вечерта ја поминавме во музеот на град Скопје. И искрено беа прво воодушевени од амбиентот, понатаму од она кое што имаа можност да го слушнат и да го видат. Тогаш во рамки на музеот имаше една навистина убава поставка која што беше таму по повод 60 годишнината од земјотресот во градот Скопје. И така некако и делот за тоа како од руините успеа градот да се изгради со помошта на над 80 држави низ целиот свет, успеа и таа приказна да ја слушнат, а исто така успеа да слушнат и нешто од малку подалечното минато на градот Скопје, односно некои работи кои што навистина се воодушевени кога ќе ги слушнат, а не ги знаеле досега. И исто така реакции има многу кога на одредени работи кои што им се чинат познати, меѓутоа не знаеле како за мајка Тереза дека е родена Скопјанка, или за нешто кое што ќе имаат можност да го слушнат како за Александар Македонски, или пак за сето она кое што е наша историја со која што ние се гордееме. Никој нема да знае ако ние сами им кажеме. Претпоставувам познат ви е бројот 223-305, сега на 223-305 ќе замолам режијата да го вклучиме нашиот следен соговорник. Ете го видовме, Драган Мијалковски. Режија, дали може да го добиеме Драган? Јас го гледам овде на конекцијата. Драган Мијалковски во студиото. Драган Мијалковски, инаку неговото име е врзано, нели, за Скопје во секој случај на сите можни начини, и како приватно, како педагог, поврзан со пионерскиот дом Карпош, долги години, нели, работејќи на растењето на генерации млади жители на Скопје. Она што мене како дете ми асоцира е тој Скопски фестивал на времето, кога Драган Мијалковски беше звезда од тој калибар, по кој што на кого му требаше обезбедување, бидејќи девојките ќе му откинуваа парчињата од облеката, нели, со која што настапуваше. Драган, добро вечер и добре дојде во Скопје ми е дома. Се дружевме со една прекрасна божикна песна за време на празниците.
Па, ајде, јас кажав, Вовет, како е да се биде Скопјанин? Што за тебе значи да се биде, ете да речеме, жител на еден град каков што е Скопје? На тоа. Значи, ја правам оваа иницијатива и оваа контакт емисија во живо. Така да, убаво е да се разговара за Скопје. Еве, ќе кажам нешто од мене, мои импресии од мојата младост до средните години и еве сега во овие посредни години. Ти си момче се уште, Значи, така да? Скопје... Молам? Момче си, Не викам, се можам да... уште. Се уште си момче. Ајде, не се убацувам. Добро. Бидејќи доцни малку тонот и во контактот меѓу. Значи, вака сакам да кажам. Скопје, котлината Скопска и планините што го окружуваат со погледот према Шара, она белило зима време кога се снеговите, е импресивен град, древен град и овие реки, притоки околу што се притоки на Вардар, исто така движењата на Скопјани се на сите можни 4 страни и на југ и запад и север и исток, така да не губиме време со многу од тие убавини природни и исто така со големи археолошки содржини од минатите векови, нешто има и вака со што можеме да се пофалиме од модерна архитектура во ново време, но малку е позбиено по мене, позбиено во последно време. Очекував во младоста, кога почна Скопје после земјотресот да се гради, дека урбаноста ќе биде на поширок план. Значи, Така, дека ќе биде малку плански направено, меѓутоа, да. Тоа после земјотресот сите некако го очекува, меѓутоа веројатно и тука македонска работа, што би рекле ние, се измеша малку лончињата, па сепак Скопје остана таков како што е проектиран да се гуши. Драган, го имаме уште на линија. Драган, дали се слушаме? Не, се изгуби врската, од режијата ми јавуваат. Направи една романтична приказна. Не успеавме да го најавиме концертот на Драган, кој што ќе биде наскоро и кој што нели во вистинска смисла ќе биде една импозантно заокружување на неговото животно дело, ајде да речам, во досегашна фаза и веројатно и малкумина може да се пофалат со толкаво долго обстојување активно на сцената. Драга направи една романтично видување, едно поетско, како текст за песна за Скопје. На реки, погледи, шари и така натаму. Што вам ви паѓа на памет прво кога ќе се спомене Скопје? Онака интимно, ајде да речам, или можеби во младоста, како тинеџерка, како сте го доживувале Скопје? Добре, како родена Карпушанка, најверојатно Липите на Партизанска е нешто кое што... Мирисот на Липите, многу мина го рекли тоа, да. Мислам дека е едно нешто кое што останува од младоста и од детството и генерално убав е градот. Значи, кога му пристапувате со љубов, кога сте позитивни, секој кача од градот ви е убав. Нормално секогаш проблеми има, меѓутоа проблемите ги има секаде, не ги има само кај нас. И мислам дека треба сите ние малку повеќе да си го сакаме. Што повеќе го сакаме, што повеќе го почитуваме, што посвесни сме и за сопствените постапки и за постапките околу нас. Голем удел треба да има и делот на младите и на начинот на кој што комуницираме со нив и на начинот на кој што им укажуваме дека си го сакаме градот, си го третираме. И на тој начин и тие исто ќе се однесуваат најверојатно кога ќе подпораснати ќе станат возрастни. И тоа е тоа нешто кое што треба да се пренесува низ генерациите. Меѓутоа генерално такво си е, наше си е. Јас мислам дека е преубав градот и дека баш буквално секој кача, секој населено место, секоја општина си има своја убавина, секој си ја поминал детството, младоста во некој дел од градот, секој си го сака и убаво е да си го негуваме малку повеќе. Со тоа што, не знам, за мене Карпуш, Ѓорче, центарот се можеби најубавите негови делови, меѓутоа секако секој си има свој омилен дел од... Па, слушаме ние тука некои приказни, нели, се наоѓаме во овој момент во студиото во Железара,
се си има своја специфика, малски приказни, дружења и така натаму, она што често пати го нагласувам дека се поретко деца се гледаат, нели? Ама тоа се должи на малскиот живот го одамна веќе не е така активен како што бил порано во времето. Ние кога сме биле нормално млади, меѓутоа секој време си има своја убавина. Сега младите повеќе се фокусирани нели на овие дигитални алатки кои што од една страна го леснуваат животот, од друга страна непосредниот контакт повеќе го нема како што сме го имале ние кога сме биле млади. И таа убавина на тоа време тие можеби немаете да ја видат во целост, меѓутоа исто така најверојатно овој начин на нивна комуникација веќе им е реалност и е нешто со кое што живеат. Како што рече на наша соговорничка во претходните изданија, излегуваат да играат кошарка и на паузите се во телефоните, така што невозможно е нели без телефонот и без интернетот и без тој Вибер кој што денеска малку и не соработуваше, да речам, 100% со нас, меѓутоа за тоа нема да им забележиме, бидејќи тоа се алатки нели кои што во секојдневниот живот ги користиме. Луна паркот го запамтив како нели нешто кое што почна да се работи и кое што треба да биде, и тоа е исто така поврзано со младите, иако не стрикно само со младите, бидејќи нели влегува и во туристичката понуда на секоја метропола, ајде така да кажам. Што ќе издвоиме за крај? Следни планови, каде се гледа Данела Арсовска себе си? Ајде, ова е клише прашање, меѓутоа по завршувањето на мандатот, повторно ќе се кандидирате, се гледате во некои можеби други позиции во рамките на државата и така натаму, односно каде е вашата лична желба да ве однесе следниот предизвик? Добро, јас се уште работам на овој предизвик и морам да кажам дека навистина амбициозно е тоа што имаме пред себе една програма која што во себе упфаќа проекти кои што 50 на дел од нив 30 на година се континуирано ветувани, тоа значи дека повеќе од 4-5 мандати се ветувани, а не се реализирани. Сега да се отпочнат едни такви капитални инфраструктурни проекти кои што сериозно ќе го улеснат и животот на сите наши сограѓани, меѓутоа ќе го направат градот да биде како таков и по-прооден, без сообраќајни метежи и поубав најверојатно за сите наши сограѓани. Мислам дека е нешто кое што морам да се посветам на истото, како што напоменав, отпочнавме со булеварот Македонија, со булеварот Хрватска, со продолжувањето на булеварот Словенија, со голем дел на проекти кои што се важни за нашите млади, со голем број на проекти кои што се важни за лицата на кои што во нашиот град се со попричинество и на кои што можеби најмногу им треба нашата грижа. И мислам дека додека не завршам со тоа што имам за реализација, сметам дека не би требало едновремено да се фокусирам на повеќе работи, затоа што кога го губите фокусот, ја губите и реализацијата на овие проекти кои што навистина е неопходно доста квалитетно да им бидете посветени за да се реализираат. Сепак проблеми секогаш имало и ќе има. Меѓутоа, мене ме радува што има многу наши сограѓани кои што успеваат да видат дека некој се обидува се бори со сето ова кое што се случува и во нашиот град и во нашата држава и даваат навистина сериозна поддршка. Мислам, барем мене ми е мило кога ќе се сретнам со нив и кога ќе видам дека меѓу нашите сограѓани има луѓе кои што и гледаат, и слушаат, и знаат што ни се случува. Времето летна, малку и го прекорачивме заради Виберот. Јас на кратко ќе ви се заблагодарам и ќе ви посекам, се надевам нема да ви забележат оние кои што како предрасуда, оние кои што се занимаваат нели со човекови права и така натаму, да пристапувате и да имате сила машки кон работите, бидејќи извршувате една во наводници, пак ќе речам, не ми забележувајте, таква е метафората, извршувате една машка работа за која што бара машко вложување, што би се рекло. За крај ви благодарам многу. Јас како не само како жена, само кажувам како човек, секогаш сум поборник за тоа сите ние меѓу себе да се бидеме луѓе, да се почитуваме, и да се обидеме да направиме нешто повеќе и за нашиот град, меѓутоа и за Македонија, и сметам дека многу важно е и да се поддржуваме и да се обидуваме сите заедно да
направиме нешто кое што досега не било направено. Тоа е да се планираат соодветно работите, да се реализираат соодветно работите, да едноставно тоа што ќе го кажете како збор да си го додржите и да се обидете најмногу што можете од она кое што сте го ветиле да го реализирате, затоа што не секогаш се зависи од нас, нели некогаш има и надворешни фактори, меѓутоа се додека се придржуваме до она кое што ние како крај на целата реализација на ветеното пред сите наши сограѓани, тоа треба го правиме и за себе, и за нив, и за сите околу нас, дека ќе биде добро. Морам да споменам туку уште една животната средина, нешто кое што е еден од најголемите фокуси во 2023 година и во споредба со 2022-та, 2021-та и наназад десетина години имаме најмал број на денови во годината со надминување на загадувањето на прагот практично, кој што е дозволен, што мене многу ме радува, имајќи во предвид дека над 280 диви депонии исчистивме во градот. И нормално имаме многу проблеми од аспект на тоа дека има несовесни и правни лица и физички лица кои што се обидуваат да ги повторат тие диви депонии. Затоа апелирам до граѓаните да ни помагаат, да се обидат да ни дадат информации каде можеме ова да го превенираме, да бидат свесни, да си ја сакаат животната средина, да си го сакаат градот и во секој еден момент да се обидат да превенираат доколку нешто вакво се случува. Партнери сте со граѓаните. Поводот, а не причината, секако причина ќе има допрва многу, бидејќи ова е скопска програма, беше утрешниот 8 март. Јас во оваа прилика би сакал и како на жена да ви го честитам, заблагодарувајќи ви се за гостувањето и да ви посакам или сите заеднички да си посакаме убава пролет со чист поглед на кајшара, како што рече Драган Мијалковски, со мирис на липи, чист воздух и прекрасни насмејани лица. Секој е добро и достојно. Јас би сакала само да го искористам ова што пред малку го кажавте, да на сите припаднички на женскиот пол да им го честитам утрешниот празник. Сакам да им посакам да ние по закон имаме еднакви права, меѓутоа она за кое што треба да делуваме секојдневно е да имаме еднакви можности да бидеме економски силни, да бидеме финансиски независни, да можеме да напредуваме во животот и во кариерата како што може секој еден друг, тука мислам нели на спротивниот пол, и да си бидеме една на друга поддршка затоа што секогаш човек од човека го поддржува. И мислам дека тоа е можеби најдобриот рецепт, да се водиме од меритократијата, да се водиме од добрината, да се водиме од честноста и од вистинската желба да се помогне да се направи нешто подобро. Што впрочем би биле карактеристики на овој народ, како што рековме, питом, љубезен, гостопримлив, благ, само веројатно треба што не гледачи да се сетиме на самите себе и се ќе биде подобро. И помалку политика, да, нормално. помалку политика и потсетување на заборавените вредности. Јас нема да вртам на политика, иако само по себе се наметнува нели прашањето, ама за тоа ќе ни треба уште една емисија нели околу жени кандидати на тоа што ни следува и така натаму, што е актуелно и допрва ќе биде актуелно за време на изборите. Тоа во некои други емисии обележани нели со соодветно како избори пред почетокот на изборната кампања. Овде завршува Скопје ми е дома. Јас на крајот би сакал да ве повикам да праќате прашања, сугестии, предлози, коментари и мислења на Вибер на 070 414 050 и да не следите и комуницирате на сите профили на Вистинска телевизија на социјалните медиуми. Овде завршува ова пред 8 мартовско издание на Скопје ми е дома. Се гледаме за 7 дена. Скопскиот аквадукт е изработен со голема умешност и прецизност од камен и тула, должина од 384 метри, 54 главни сводови издигнати на масивни столбови и 42 мали отвори кои служат за олеснување од тежината. Овој грандиозен објект бил во функција до крајот на 19. век. Според Прокопиј, водоводот бил подигнат во периодот од 527 до 565 година. Се смета дека низ аквадуктот била спроведувана вода од изворот Лавовец во селото Глуво на Скопска Црнагора. Последен пат бил обновен по Скопскиот земјотрес во 1963 година. Тој е еден од трите во Сплит, Будва и Скопје, најсочувани вакви објекти кои на Балканот обстоиле до денес.
Овој споменик со извонредна убавина денес за жал е оставен на забот на времето. До споменикот нема уредени патеки ниту патокази и несовесните граѓани кои трагајки по скриени богатства на некои места видно го оштетиле.